Со Богородица стоиме под крстот. Смртна пресуда. Пилат, штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: невин сум за крвта на овој праведник, мислете му вие. И одговарајќи целиот народ рече: крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Тогаш им го пушти Варава, а Исуса, откако го бичуваа, го предаде да биде распнат. Одлуката била донесена. Пилат ќе изјави дека го смета Исуса за невин, но поради непријателството и заканите на првосвештениците и мноштвото, сепак нареди Исус да биде распнат. Ова беше наједноставната работа за Пилат, за да избегне бунт. Пилат постапил кукавички, а потоа ќе изјави дека е невин за крвта на Исус. Првосвештениците, старешините и сите присутни ќе извикаат: крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Што си мислеше нашата блажена мајка Марија, додека го слушаше Пилат како ја изрекува смртната пресуда за нејзиниот син? Што мислеше таа кога верските водачи и агитаторите во толпата дадоа голема и гласна согласност? Можеби додека продолжила да размислува за овие зборови: неговата крв нека биде врз нас и врз нашите деца, таа ја преобразила можеби таа изјава во нејзина најдлабока молитва. Додека стоеше пред својот син на крстот и размислуваше за овие зборови кажани само неколку часа претходно, нашата блажена мајка сватила дека тие ја изразуваат најголемата Исусова желба. Тој сакаше неговата скапоцена крв навистина да се излее врз сите луѓе, вклучувајќи ги оние што се одговорни за неговата смрт. Тој сака неговата скапоцена крв да ги покрие сите, да ги измие нивните гревови и да ги освети, за да можат да влезат во неговото вечно царство. Нашата блажена мајка ја споделувала истата желба на нашиот Господ. Таа го простила кукавичлукот на Пилат и суровоста на мноштвото народ. Сите сме повикани да ја пролееме нашата крв за осветување на другите. Иако Исус е единиот и единствен спасител на светот, ние сме повикани да учествуваме во неговиот принос. Повикани сме да ги обединеме нашите секојдневни жртви со неговата единствена вечна жртва. За да го направиме тоа, мораме да го оставиме секој дел од нашата ранета гордост, гнев, ранетост и одмазда. Мораме да посакуваме нашата сопствена секојдневна жртва да се принесува за доброто на сите, вклучително и на оние што ни сгрешиле. Мораме да се оттргнеме од желбата за земна правда и да сватиме дека милосрдието и простувањето го носат совршенството на Божјата правда. Размислете денес за нашата блажена мајка, додека размислуваше за овие зборови на народот. Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Знајте дека ова стана нејзина најдлабока молитва за време на 3 Исусови часа на крстот. Додека размислувате за мајка Марија како ги моли овие зборови,
обидете се да го соединете собственото малтретирање, страдање, повредување со Христовиот крст. Знајте дека доброволното прифаќање на собствената жртва може да се претвори во покров на благодат и милосрдие за оние на кои им е најпотребно. Драга моја мајко, преку размислувањата за твоето безгрешно срце, можеше да ги претвориш суровите зборови на прогонителите на твојот син во твоја прекрасна молитва. Ти можеше да видиш дека крвта што ја пролеја твојот син беше извор на благодат и милосрдие што им се потребни, па и барани од сите. Моја љубена мајко, моли се за мене да го наследувам твоето милосрдно срце и да се молам крвта на твојот син да се излее во изобилство врз сите оние кои имаат потреба. Мој Господи, дај ми благодат да ги соединам собствените страдања со Твоите и да ги соединам неправдите што ги поднесувам со неправдата на пролевањето на Твојата скапоцена крв. Помогни ми да гледам се низ Твои очи и да ги сакам сите луѓе со Твоето пресвето срце. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.